Ќе ги празнуваат ли верниците великденските празници и годинава во полициски час? Свештениците се оптимисти дека тоа нема да се случи, но сепак конечната одлука ќе се знае утре по состанокот со главниот кризен штаб. Ако нема целосен карантин, свештениците апелираат да нема масовни собирања по храмовите, односно верниците да ги почитуваат мерките за заштита, да запалат свеќе и да не прават гужва. Ги повикуваме сите христијани од православна вероисповед да поминат по храмовите, нормално, да не се задржуваме многу и да се групираме во црквите, но да го поминеме во еден амбиент во кој што ќе запалиме свеќичка, ќе се помолиме на Господа, сите оние кои што се подготвени за света тајна причест, слободно да се причестат. На утрешната средба ќе се разгледа предлогот од 27 април до 15 мај, полицискиот час да почнува во 21 часот. На една недела до најголемиот христијански празник. Се уште не знаеме дали и овој Великден ќе го поминеме дома или сепак ќе може да се отиде до некоја црква и да се запали свеќа за здравје. Граѓаните треба да знаат за ризиците кои ги носи групирањето во затворени простории и тоа за време на предстојните празници. Верниците предстојните празници велат ќе ги поминат во кругот со семејството, па велат ако може ќе отидат и до црква да запалат свеќа. Во домашна атмосфера со оглед на целава ситуација и со короната немаме друг избор освен во домашна атмосфера. Среќа имаме, живееме во куќа, имаме двор, па можеме послободно во дворот да се движиме. Тоа е тоа, нема што друго, немаме избор. Трпезата претпоставувам се подготвува? Да, се подготвува вообичаена за Великден. Дома нема каде, зашто сигурно ќе биде полицискиот час и ќе не може да се оди никаде. Едино до црква ако дојдеме, да се потнеме и дома ќе се собереме со фамилија. Па се надевам дека ќе можеме да дојдеме да го направиме јадето, да запалиме по некоја свеќа, без масивно собирање, затоа што коронавирусот сепак постои и сепак е опасна болест. Паралелно како и секоја година, така и оваа граѓаните се жалат на поскапување за великденските празници. Јагнешкото кое е најпотребно за празниците чини 300 денари, но граѓаните стравуваат дека токму пред Великден ќе биде уште поскапо, зашто местната индустрија најави до 40% повисоки цени. Сериозен скок има и кај цената на маслото кое надмина 100 денари, а драстично поскапија и јајцата и брашното. Инаку за престојните празници во храмовите ќе се служат богослужби и литургии. Великден и оваа година се спроведува во вонредна состојба.